Почитувани граѓани на Крива Паланка, почитувани представници на медиумите, кризата предизвикана од пандемијата со короната не ја попречи реализацијата на капиталните инвестиции. Напротив, капиталните проекти продолжија да се изведуваат и тоа со уште позабрзана динамика. Градиме инфраструктура за сите во вонредни околности со проекти од значење за локалното, за регионалното и на национално ниво. Во оваа нова реалност, на тој начин ја помагаме економијата во многу важен период. Денеска сме во Крива Паланка за да го означиме почетокот на капиталниот проект, реконструкција на градскиот плоштад и на градскиот парк. Ова е само еден дел од поголемиот проект Крива Паланка, источна порта на Европа. Се работи за грант од инструментот за предпристапна помош на Европската Унија ИПА-2 и кофинансирање од страна на владата на Република Северна Македонија, администриран од страна на Светска банка преку доверителски фонд и соучество на општината Крива Паланка. Вкупна вредност на проектот изнесува 662.000 евра. Крајниот рок на реализација на проектот е 20 ноември оваа година и тогаш граѓаните на Крива Паланка ќе добијат градски плоштад и градски парк како што му доликува на еден европски град кој што го носи атрибутот источна порта на Европа. И овој проект на општината во соработка со владата и со Европската Унија говори за позитивниот и за конструктивен пристап со кој што го имаме во центарот на вниманието граѓанинот и неговите потреби. На местото на хаосот, на непланското и лошо изработени проекти, кои што не можеа да се реализираат, ние имаме сега сосема спротивен пристап. И ова е тој европски пристап за кој што говориме. Новиот градски плоштад и градски парк ќе им овозможи на граѓаните на Крива Паланка пристојна европска градска инфраструктура за средби, за релаксирање, за размена на идеи, за дружба. Затоа инвестираме во иднината, инвестираме и во самоодржливоста. Инвестираме во зелената инфраструктура и ги менуваме застарените и дотраени објекти со нови кои што ќе овозможат подобри перформанси. Градиме за да се развиваат градовите, селата, да ни се чисти реките што ги напојуваат нивите, за да имаме здрава и вкусна храна на домашната трпеза и за конкурентен производ на европскиот и на другите пазари. Повторно ќе нагласам, во изминатите 3 години владата предводена од СДСМ и оваа преодна влада како свој врвен приоритет ги имаат граѓаните, човечките ресурси и потенцијали на нашата земја. Таа грижа започнува уште од раниот детски развој. Затоа во целата земја имаше широка градежна офанзива за изградба на нови и за реконструкција на постоечки детски градинки. И во Крива Паланка, после 40 години, за прв пат заврши реконструкција на градинката Детелинка, така наречен Клон 1. Со средства од Канцеларијата на Обединети нации за проектни услуги, со заеднички средства обезбедени од Министерството за труд и социјална политика и општината Крива Паланка и на Фондацијата Отворено општество беа реновирани неколку простории занимални и истите се опремени со соодветни реквизити. Со овие реконструкции се зголеми капацитетот за сместување на околу 200 дечиња, а во најскоро време ќе отпочнат градежните активности за надградба на нов кат на објектот на Детелинка, Клон 2 во централното градско подрачје за сместување на дополнителен број на дечиња и во оваа градинка. Да завршам. Посетата денеска на Крива Паланка е уште една потврда дека успешно ја спроведуваме долгорочната стратегија за изградба на инфраструктурата, која ќе остане и за идните поколенија, дури и во вонредни околности. На представниците на општината, на градоначалникот и на сите градежни работници кои што работеа на ово и на сите други проекти, им посакувам успешна работа, изведувачот на работите да ги запази роковите и веќе наесен овде да имаме нов градски парк, нов плоштад, да имаме нова
доградена детска градинка, а на сите граѓани на Крива Паланка им посакувам да имаат добро здравје и нивните семејства да ги почитуваат мерките за заштита и заедно да допринесеме во борбата против злото COVID-19. Благодарам на сите за вниманието.